медиуми, еве, вие кои гледајќи од автобус или од кола, погледнете само какви се часописи, што се виси на трафиките, какви се слики за да се продаде еден вестник. Или ако сакате и вашите вести како почнуваат. Со една сензационалност, со нешто што привлекува, како да кажам, внимание кај младиот човек, па честопати младите бираат негативни идоли, односно негативни узори, како да кажем, како модели за идентификација. Има причина дека детектирате состојби кои помалку се стереотипни. Кога не знаеме што да направиме, медиумите се виновни, општеството е виновно и така натаму. Овде се работи за доброволен чин. Се работи за класично војерство на група на млади средношколци, адолесценти, кои се дел од една семејна, образовна клетка. Како е возможно тоа да се случи? Токму тоа, од каде таква една дезинхибиција? Нешто што постојано се гледа и што постојано не обкружува, тоа станува некако како општо прифатливо, како нешто под наводници, да кажам, нормално. Нешто каде што границите се нарушуваат на она што смее, што не смее, што не се смее да се прави. Тоа... Чекайте, сакам професори да ги прашам. Јас се сеќавам, например, на европска декаденција, на светска декаденција. Професорка блудничала со ученик, беше осудена на затвор. Ученици блудничеле во училиште, беа избркани од затвор. Ние останавме на детекцијата, не се во нашиот двор, не се тоа наши деца. Кај се тие деца? Тие се наши деца. Што се случува? Никој не ги брка, никој не ги повикува на еден психијатриски или на еден нормален психолошки разговор. Што е тоа? Отсуство на комуникација? Арсовски? Мислам дека е во семејството. Во кој смисол во семејството? Детето кога се развива, односно првите 5-6 години од неговиот живот се многу важни за понатамошниот развој. И не можеме ние сега да го обвиниме детето кое е пошло во прво одделение, а неговиот родител пиел алкохол, па детето го имитирало родителот како пие алкохол, или неговиот родител пуши цигара, па детето го имитира родителот. Поминува еден дел во образованието од прво до 8 одделение, каде што нема воопшто ниту еден предмет кој го изучува на тоа како тој би се однесувал во животот, и доаѓа во едно средно образование каде што се јавуваат потреби за овие што вие ги нагласивте, оние нормални потреби. И сега тука се симнува една морална граница на однесување. Ако во минатото нашата граница била 18 години, сега таа морална граница кај децата е веќе некаде 14, па да не кажем 13 години на однесување, односно намалување на моралното однесување. Дали тоа не е рано за екзибиционизам? Па ова можеме да го поврземе со екзибиционизам и воајеризам и можеме да кажеме дека е не е нормално еден ваков факт, вака јавно и во присуство на другите да се случува во средината. Мироновска, која би биле како директор и како класен раководител, сочени со де-факто ситуација, ги знаете дека ви се од класот, како би постапиле? Би ги исклучиле? Би разговарале? Вас ви зборувам лично како педагог и како директор. Па јас и претходно кога ме прашавте, мислам, кога мислевте дека јас се бранам, всушност сакав да одговорам на вашиот почеток на разговорот. Вие рековте дека е снимен во центарот, во дворот на некој училиште. Значи, центарот асоцира сепак на нашата гимназија или на гимназијата на Драган Арсовски. Второ, не е снимено тоа во училишниот двор, туку е снимено во затворена просторија, најверојатно е тоа училница. Значи, прво да одговарам на тоа дека не ми беше целта да се бранам, туку сакав да ви докажам дека ние барем сме ги превзеле тие мерки, а сепак секаде во медиумите едноставно не посочуваат нас. Например, во Време зборуваа за овие работи што и вие навистина ви благодариме што отворивте оваа тема. Меѓутоа имаше слика на нашата гимназија и тоа слика која што е на наши матуранти уште пред 5-6 години. Дали исто и тоа не е злоупотреба на децата? Мислам, тие не беа едноставно за темнете нивните ликови. Еве, за разлика од вас, ја признавам медиумска вина. Одговорете ми на прашањето. Како ќе би постапиле, кога ќе знаете и ќе детектирате дека тие актери на реалното секси шоу се ваши ученици?
прво тоа е страшно. Хипотекарно. Да, меѓутоа како? Хипотетички. Да, па кажев јас претходно, сигурно, мислам, најверојатно мора психологот, нашиот педагог ќе каже што ќе се случи, меѓутоа ќе ги повикаме и институциите кои што се надлежни за тоа и сепак и МВР. Мислам дека се случува нешто што коинцидира. Одеднаш австријската полиција влегува во еден меѓународен синџир на педофилија. Меѓу другото се зборува дека и од скопскиот джет сет се влезени во таа компјутерска мрежа на користење на тие спотови на порнографија со малолетни деца. Се случува ова во нашите училишта и имате впечаток. Експертите велат нема кривично правна заштита. Вие предупредивте, дури тврдете дека сте покренале постапка против NN Story, што е возможно и така натаму. Што е тоа што во овој момент вие го детектирате како детска амбасада на злоупотреба со деца, на педофилија, на овој тип на, како професор Шелева вели, на екзибиционизам и воаеризам? Има една државна институција наречен државен просветен инспектор. Постои должност. Треба да Второ, народниот правобранител кој исто така треба да реагира доколку не се почитуваат елементарните права на децата. Оно што сакам да кажам на собраниската говорница кога ме повика, јас прво што кажав и побарав одговорност од воспитно-образовниот кадар во училиштето. Се посочив директно кон психолозите, педагозите, социјалните работници, кон наставниците, директорите, дека многу малку водат сметка за превентивни активности, граѓански активности, дека се премногу фокусирани кон образовните активности со звонење на звонот, завршува нивната обврска и грижата кон децата. И јас како се поинтензивно се дружам со нив, забележувам дека тие навистина имаат голем проблем кога им доаѓа дете 14 години, кој вела дека можеби не може се уште да се работи со него, а тврдам да. Само еден момент, имам сигнал од техничката екипа дека не е во ред тонот, така? Ве молам тонот со Змијанац да се подобри, дотогаш истовремено режија предупредувам да го подготви ТВ клипот кој долго време се двоумиме дали да го пуштиме. Истовремено, нашите гледачи и родители ги предупредувам. Следните 2 минути воопшто да не гледаат телевизија со своите деца, барем да ги трнат децата, зашто може и гледаат децата, но сега сакам да предизвикам што се овие денови се гледа на интернет и на СМС пораките, преку СМС пораките во во мобилната комуникација, за да го прашам мојот гостин Србаков како е возможно тоа да се дистрибуира и дали е возможно тоа да се спречи. Значи, додека техниката го подготвува микрофонот за господинот Змијанац, јас сакам да го уштеднаш со сериозно предупредување. Родители, трнете ги децата. Ќе видите класичен, брутален, помалку замаглен секс 7 минути, 7 секунди. Погледайте како тоа изгледа. Значи, со сиот ризик, ова што го видовте, да бидам и обвинет за, може би, за некаков сензационализам. Но ова го гледаат најмалку 20% од популацијата до 18 години кои поседуваат мобилни телефони. Господин Србаков, ова е дистрибуирано, ова е снимка направена во еден амбиент кој е целосен, предполагам дека многумина и го знаат, на групен секс на млади деца, кој се врти по внатрешноста и во центарот и кој е дистрибуиран и на интернет страници. Како е тоа возможно? Што ќе направиме? Европската комисија предлага некакви кодови. Како е да се заштитиме? Прво не се работи за СМС пораки дистрибуцијата, него за ММС пораки. ММС пораките, зависно од операторот, може да подржат клипови од како и овој од до 7 или 10 секунди, бидејќи
поголемите клипови не можат да се трансферираат преку ММС пораки. Останатите клипови кои што се со подолго време траење се пренесуваат преку технологиите кои што не се под контрола на операторите, значи преку инфраред и преку Bluetooth, кои што се комуникација човек на човек. Ја тебе ти препраќам слика, ти мене ми препраќа слика. Од друга страна... Това значи само елемент. Бидејќи јас сум помалку лаик, Bluetooth би значило дека од оваа група на средношколци, двајца се состануваат, бидејќи овој телевизиски... Ја го имам ова... Овој телевизиски клип трае околу 40 минути. Значи е префрлен од мобилен на мобилен. Или од мобилен на мобилен, или на оние во светот се познати сајтови кои што се за размена на било каков тип на датотеки или податоци, значи дали се работи за видеоклипови, музики, било каков тип на слика, од кој што секој може да го посети тој сајт, тоа е некаде во свет хостирано и да си го симне тоа што му треба. Ако што да бидеме попрецизни, општо познати за родителите кои имаат и немаат мобилен и за вакви лаици како мене. Да. Овој клип од 7 секунди може да биде пуштен на било кој телефон, од било кој телефон мобилен? Не баш. Може да биде пуштен на телефони од понова генерација. Тоа се телефони кои што имаат камера во себе, кои што поддржуваат GPRS или Edge, или поддржуваат 3G трета генерација на мобилни телефони кои што не е присутна во Македонија, кои што има поголеми можности за трансферирање на поголеми фајлови. Значи, прашање е сега колкав дел од младата популација има таков тип на телефони, кои што поддржува ММС и GPS. Средношколци, кога дома со родителите се надпреварувате или се пазарите да ви се купи мобилен, овие ги барате мобилни? Овој тип на мобилни? Што посовремени и што поатрактивни? Па да, нормално, секој средношколец сака да го има најдоброто, но тоа не било барем досега за да се префрлуваат вакви клипови. Имате вие ваков клип во... Не, бидејќи мојот телефон не поддржува таква опција. Не поддржува. Добро. Са вако, како да се заштитиме? Дали е возможно да се заштитиме? Па вака, значи за оние ваков тип на клипови кои што се снимени од некое лице и се дистрибуирани од самиот тој до останати лица кои што понатаму ги дистрибуираат до останати, е многу тешко да се заштити затоа што инаку би требало некој, тоест операторот, секоја таква порака да ја мониторира пред да ја препрати до останатата страна, а тоа више навлегува во приватноста на самите граѓани, бидејќи е можно и некои други пораки кои што не се такви да бидат видени и да бидат предмет на друг тип на полемики. Апропо на прислушувањата и тие работи. Значи, таквите пораки од корисник на корисник или преку ММС, преку Bluetooth, преку инфраред, многу тешко може да се спречат. И тоа се шири. Тоа значи дека сме жртви на современата комуникација? Жртви на современата комуникација, злоупотребена за, да речеме, вакви неморални цели. Од друга страна... Шеме да ја платиме таа цена на жртвување? Што сакам да кажам, дека она што сите денес го регистрираат на светско ниво е тој страутен расчекор, таа асиметрија меѓу технолошкиот развој од една страна и страшното заостанување во хуманата сфера од друга страна. Значи, имаме можности кои биле до пред неколку години незамисливи, можности за трансфер на информации, за ова што пред малку рековме, надминување на таа сфера на интимното и приватното. Од друга страна, не се најдени соодветни нови вредносни системи, модели, насоки на дејство и сега испаѓа дека истата таа технологија може да се претвори во страутна закана, во страутен непријател за некој од овие темелни вредности. Сега, бидејќи ние сме дел од сета таа сфера, не можеме да се однесуваме како некое гето и да се изолираме, тоа нема шанси и би било контрапродуктивно. Меѓутоа можеме, баш заради сето тоа, како општество во целина, пак системски да се ангажираме. Што значи поимот слобода? Слобода значи пред се можност за избор и одговорност. И нашите млади луѓе, но и сета наша популација да ја воспитуваме за слободата на прав начин. Јас имам чувство дека ние не ја воспитуваме младината на овој тип на слобода. Ние поинаку сме израснале, знаеме во какви услови и како тоа било третирано, се со стилот на закани, се со стилот на жигосување, ден денеска тоа владе. Јас не се согласувам со колегата од Средното училиште Корчагин дека исклучиво семејството ова може да го превенира. Нема шанси. Денешниот стил на живот и денешниот начин на